Општина Зрновци ја заврши изработката на техничката и проектна документација за проектот за изградба на станица за пречистување на отпадните води во Зрновци. Документацијата ја изработи Градежниот институт Македонија од Скопје, а финансиски беше поддржана од UNDP преку проектот Градење општински капацитети за имплементација на проекти. Градоначалникот на Зрновци Борчо Коцев најави дека во наредниот период ќе се работи на изнаоѓање финансиски средства за да се реализира проектот на терен. Истата опфаќа урбанистички проект за инфраструктура на изградба на канализационен колекторски цевковод, основен проект за изградба на канализациониот колекторски цевковод, урбанистички проект за инфраструктура за изградба на прочистителната станица за отпадни води, основен проект за изградба на прочистителна станица, ревизија на техничката документација и елаборат за животна средина. Значи, комплетно целата документација е изготвена. Вкупната преценена инвестицијска вредност за реализација на овој проект е околу 1.096.000 евра. Со тоа што прочистителната станица е 917.000 евра, канализациониот колекторски цевковод околу 50.000 евра и електротехниката на самата прочистителна станица 128.000 евра. Покрај изработената техничко-проектна документација за пречистителната станица во Зрновци, локалната самоуправа веќе изработи и проект за дренажен зафат за водоснабдување на селото Мородвис, како и пречистителна станица за отпадни води во Видовиште. Исто така завршена и техничка документација за зафат за акумулирање на вода од Морошка река, како и за изградба на резервоар за водоснабдување со капацитет од 60 кубика за селото Зрновци. Центарот за јавно здравје од Кочани издаде препорака до локалната самоуправа на Виница да го забрани користењето на водата од јавниот водовод во планинското село Лаки. Од земените примероци на водата е констатирана нејзина бактериолошка загаденост и хемиска неисправност. По барање на општина Виница пред 10 дена била направена контрола на исправноста на водоводната мрежа во Лаки. Констатирано е дека водата не ги задоволува стандардите за употреба во домакинствата. Испитаните примероци вода за пиење од водоводот во Лаки, од мерното место фонтана во центарот на населбата, не одговараат на законските и стручни прописи во однос на испитаните параметри. Причина за загадувањето е зголемено присуство на колиформни бактерии, како и бактерии од видот псевдомона аерогиноза и ешерихија коли. Поради тоа, локалната самоуправа на Виница треба да го извести населението за состојбата на водата, се препорачува од Центарот за јавно здравје. Освен бактериолошка, анализата покажала и хемиска неисправност на водата во селото Лаки. При тоа, утврдена е зголемена концентрација на манган за околу 40% повеќе од законски дозволениот максимум. Препорачена мерка е водата воопшто да не се користи за пиење, за лична хигиена, како и за миење свежо овошје и зеленчук, а населението да биде известено преку поставување табли со надпис дека водата не е безбедна за употреба. Над 100 граѓани од општина Кочани и годинава ќе можат да конкурираат за субвенции од општинскиот буџет за набавка на велосипед. Локалната самоуправа веќе ја почна постапката со која ќе обезбеди финансиска поддршка што беше реализирана и во изминатите години. Веќе е изготвена одлуката за одобрување на средствата и истата ќе се најде на разгледување и усвојување од страна на општинскиот совет. Според одредбите во предлог одлуката, на граѓаните кои ќе купат велосипед ќе им биде надоместен дел од трошоците во висина од по 3000 денари, како нето износ по барател. За оваа намена од буџетот на општина Кочани веќе се обезбедени 350.000 денари со вклучени средства за исплата на персоналниот данок. Барање за субвенција ќе може да поднесе само едно полнолетно лице од едно домаќинство и тоа треба да е жител на општина Кочани и да има платен данок на имотот за стамбениот објект во кој живее. Исто така велосипедот ќе треба да биде купен во периодот по објавувањето на повикот за финансиска поддршка. Субвенционирањето ќе се врши по принципот прв дојден прв услужен, а соодветна комисија ќе направи увид на купените велосипеди. Условите, потребната документација и начините на поднесување на барањата за субвенции ќе бидат објавени на општинската веб страница.
Субвенционирањето на набавката на велосипедите, заедно со поддршката за купување инвертер, клими или печки на пелети, е една од мерките од Општинската програма за заштита на животната средина за оваа година. Целта е да се подигне јавната свест за намалување на аерозагадувањето, односно да се поттикне поеколошки превоз како замена на користењето автомобили и други моторни возила. Локалната самоуправа на Кочани ја почна постапката за избор на фирма што до крајот на оваа и средината на идната година ќе ја обезбеди проодноста на земјените коловози до тешко пристапните и оддалечени места на територијата на општината. Зголемена е сумата што ќе се пренамени за прочистување и порамнување на патиштата во Рицко-планинскиот дел на оддалеченост до 30 км. Зголемувањето е за околу 600.000 денари, односно за тековниот период за оваа намена предвидени се близу 2.120.000 денари. Според предмерот во техничката спецификација, предвидено е дел од парите да се наменат за прочистување на локални патишта во должина од 50 км, а уште 160 км да бидат порамнети со машина грейдер. Освен тоа, планирано е да се набават и распостелат околу 80 метри кубни дробен камен, што служи за тампонирање на коловозите. Со ребалансот на буџетот за оваа година, што во ноември лани го изгласа Советот на општина Кочани, се изменија финансиските ставки за реконструкција и асфалтирање на улиците во селата и за почистување на планинските патишта. Всушност, се направи намалување за нешто повеќе од 80.000 евра за изградба на улиците во руралните населени места, а во корист на патиштата во Рицко-планинскиот регион. Дел од советниците тогаш истакнаа дека оваа постапка не треба да стане практика, односно вниманието на локалната самоуправа и понатаму да биде насочено кон урбаните средини. Јас потекнувам од селска средина и затоа погледнав дека самото намалување се однася за селата. Мислам дека, поради тоа што периодот е кус, не може да се искористат средствата, мислам дека за наредната 2022 година треба да се пренаменат за тие средства дури да се зголемат. Прошлиот градоначалник мислам дека селата ги подобри услови за живење, прогласи и село без кал. Конкретно од место дека потекнувате вие Оризари направи доста големи инфраструктурни проекти и така да надевам се дека понатаму селата ќе ги ставаме во поголем приоритет. Јавниот тендер за избор на изведувач за расчистување на патиштата во Рицко-планинскиот регион е веќе објавен и трае до 10 март. Градежните работи ќе се изведуваат сукцесивно до крајот на годината, согласно потребите на терен. Редовна акција за крводарување во рамки на планот за оваа година организираше Општинскиот Црвен крст од Кочани. Одзивот на хуманите граѓани беше солиден и собрани се 38 крвни единици. Тоа е добар знак за успешно исполнување на планираните количини крв за 2022 година. Акцијата се реализираше во просториите на Црвениот крст во Кочани, во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани денеска се спроведува редовната февруарска крводарителска акција наменета за граѓанството. Акцијата започна во 8:30 часот, ќе трае до 14 часот и се очекуваат да крв денеска да даруваат некаде околу 30 на крводарители. Општинската организација на Црвен крст ги известува сите граѓани дека секој последен четврток во месецот во просториите на Црвениот крст се спроведуваат крводарителски акции наменети за граѓанството, додека граѓаните исто така може да донираат крв и на службата на трансфузиона медицина во болницата во Кочани секој понеделник и четврток. Инаку денешната акција се спроведува со помош и поддршка на Институтот за трансфузиона медицина Скопје. Собраните крвни единици вообичаено се транспортираат во Институтот за трансфузиона медицина во Скопје, а оттаму по потреба до сите клиники, каде што за изведување на оперативни зафати има потреба од крв и крвни продукти.